Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Јас сум Ема Близновска и во наредните неколку минути ќе имате можност да погледнете едно од серијата видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам дека ќе имаме можност да научиме нешто повеќе и да го продлабочиме вашето знаење. Првата тема за која разговараме е интегрирање на самата тема за интернет безбедност во вашиот веќе постоечки наставен план. Наместо да речете, ве молам, трнете ги телефоните, за да почнеме со часот, побарајте од вашите ученици да читаат некој текст на телефон. Текст кој вие веќе сте им го испратиле, објавиле во вашата виртуелна ученица. Втората опција за интегрирање на интернет и безбедноста на интернет во темите кои што се веќе дел од вашиот наставен план е преку така наречено интернет истражување или Web Quest. Наместо да очекувате вашите ученици да ве слушаат додека им раскажувате за одредена тема, побарајте од нив да направат кратко истражување на интернет со претходни подготвени прашања. Запишете им ги прашањата на видливо место и одредете колку време имаат за да најдат одговори на тие прашања на интернет. По завршувањето на времето, дискутирајте за одговорите кои ги нашле, поправете ги или додајте на она што тие веќе го нашле. На овој начин, учениците речиси и не чувствуваат дека учат нешто. А и доколку вашите ученици се стегнат со одредена дигитална писменост, за вас ќе биде многу полесно подоцна да ја започнете темата за безбедност на интернет. Уште еден начин за почнување на темата за интернет безбедност е раскажување и пишување приказни. Ова се однесува на користење на сценарија од вистинскиот живот, односно ситуации од вистинскиот живот. Секогаш кога зборувате за теми кои може да бидат апстрактни за вашите ученици, користете вистински ситуации од секојдневниот живот. Дури и вашите ученици да се доволно возрастни и да можат да го сватат концептот за безбедност на интернет, со самото користење на ситуации од секојдневниот живот, вие им ја доближувате темата на учениците уште повеќе. Да погледнеме два примери како би изгледала една таква ситуација. Пример број 1. Фросина оди на гости кај Гораст и заедно ја решаваат домашната задача. Фросина заборава дека влегла на нејзината имејл адреса на компјутерот од Гораст и таа заборава да се одјави. Што се би можело да се случи? Тоа беше првиот пример. Во вториот пример, Теодора брза кон училиште, но пред првиот час таа мора да испечати една проектна задача за на училиште. Таа ја бара проектната задача на својот Facebook профил, каде нејзината другарка и ја испратила. Брзајчи, таа заборава се одјави од нејзиниот Facebook профил. Што би можело да се случи? Ова беа само два примери од ситуациите кои вие може да ги искористите. И секако тие може да бидат искористени на различни начини. Може да измислите секаков вид на секојдневни ситуации и да ги групирате вашите ученици во парови или поголеми групи, а слични сценарија може и да побарате на интернет или пак да се инспирирате од нив. Само една од вежбите кои може да ги направите со неколку вакви секојдневни ситуации би изгледала вака. Поделете ги вашите ученици во парови, дајте им одредено време да дискутираат и запишат нешто. Потоа, направете поголеми групи во кои ќе има по 2 или 3 ситуации, каде што учениците ќе можат да додадат по нешто за секоја од ситуациите. На крај, дискутирајте за секоја од ситуациите посебно со целото оделение. Ова е само една вежба која би функционирала и во физичката ученица, како и во виртуелната. Исто така, откако веќе ќе навлезете во темите за безбедност на интернет, за безбедност на нивните лични податоци, може да им дадете вежба на вашите ученици во која тие ќе треба да смислат нивни собствени секојдневни ситуации. Со вакви ситуации може да разговарате за речиси секој дел од темата за безбедност на интернет. Едно друго решение може да биде да создадете куферче со активности и вежби за безбедност на интернет. Во ова куферче ќе има различни активности, различни практични вежби со кои вашите ученици ќе можат да станат побезбедни на интернет. Еве неколку идеи за тоа што може да биде вклучено во ова куферче, секако добре дојдено и вие да додадете ваши.
Како да создадете силна лозинка? Во овој дел од куферчето нека има вежби за како всушност практично тие може да создадат силна лозинка. Што се паметни идеи, што се лоши идеи за лозинка, потоа кои слики смеат да ги користат, а кои не. Тука мислиме на оние слики кои што се заштитени со авторски права и кои што не можат да ги користат како вашите ученици сакаат. Потоа, многу е важно да се разговара за како да се заштитат од вируси и веб содржини кои што не се соодветни за нивната возраст. Тука зборуваме не само за кога некој им испраќа порака непозната, туку и за страни на кои што не се препорачува да кликнат. Исто така може да вклучите што да споделуваат за да остават позитивна дигитална содржина за себе на интернет, а не негативна. Тука е многу важно да се напомене дека се што е прикачено на интернет таму останува за секогаш и не е така едноставно да избришеме нешто. Како да препознаат веб страни на кои може нивните податоци да не се безбедни. Ова е секако многу важен елемент од едукацијата за безбедност на интернет и никако не може да биде изоставен. Секако, како што веќе напоменав, вие како наставник е препорачливо да додадете уште идеи за вашите ученици да останат безбедни на интернет. Сега ќе напоменеме неколку дополнителни активности кои што практично може да ги употребите во вашата физичка и виртуелна училница, и тоа не само на темата безбедност на интернет, туку и на неколку различни теми. Првата активност која што ќе ја споменеме е најди некој што. Оваа игра функционира така што секој ученик добива листа на работи, како најди некој што ја кажа лозинката на другарче. Најди некој што не знае како да создаде силна лозинка. Најди некој што ја споделил адресата на живење јавно на интернет и така натаму. До секоја реченица стои празно место на кое учениците може да го впишат името на нивниот соученик кој го направил тоа. Ова е одлична вежба за загревање пред да почнете да разговарате за тема како што е темата создавање силна лозинка и слично. Оваа активност може да послужи како проверка на тоа што треба и не треба да прават на интернет, така што ќе го формулирате прашањето, односно ќе ги преформулирате речениците на малку поинаков начин. Најди некој што не би ја споделил својата лозинка на интернет и така натаму. Оваа активност може да се прилагоди и на физичката и на виртуелната училница. Втората активност е спушти прст ако. Ова е активност која што е многу популарна со учениците кои што веќе користат социјални мрежи и секако и оваа активност може да биде прилагодена на виртуелната и физичката училница, а може и да се игра на тој начин што вашите ученици ќе ставаат црти на лист хартија наместо да спуштаат прсти. Вие како наставник може да ја водите оваа активност или пак да побарате секој од вашите ученици да напише по неколку реченици кои потоа ќе ги прочита. Вие почнувате со реченици како спушти прст ако некогаш си отворил порака од непозната личност. Спушти прст ако некогаш си ја запишал лозинката на тетрадка во тетрадка која ја носиш на училиште. Спушти прст ако си разговарал со непозната личност на интернет и слично. Може да одлучите дека победник ќе биде тој што има најмногу прсти кои што не му се спуштени или пак има најмалку цртички на листот хартија, поради фактот што тој е најбезбеден на интернет. Како и претходната активност, и оваа активност може да се искористи да проверите дали вашите ученици знаат кои работи треба, а кои не треба да ги споделуваат на интернет. Сега ќе погледнеме уште две вежби, односно два типа на активности кои може да ги искористите. Првата е ова или тоа, а втората е креирај лозинка. Активноста ова или тоа е игра со која може да проверите дали вашите ученици знаат како да останат безбедни на интернет, со примери како споделување на лозинка или помнење на лозинка, прифаќање понуди за пријателство од сите или прифаќање понуди за пријателство само од луѓе кои што добро ги познавате. Оваа игра функционира така што вие на вашите ученици им давате две опции, меѓу кои тие треба да одберат. Истата игра може да ја користите и како загревање за да проверите колку вашите ученици биле безбедни досега пред да почнете со темата за безбедност на интернет.
За оваа игра може да користите разни алатки кои дозволуваат гласање за различни опции, како што се Kahoot, Mentimeter и слично. Четвртата и последна активност која што ќе ја споменеме е активноста Креирај лозинка. Дадете им задача на вашите ученици да создадат своја лозинка додека се уште на час и да ја образложат истата. Зошто мислат дека таа е безбедна и силна или зошто може да биде уште посилна. Многу е важно пред оваа вежба да напоменете дека ова е само за да научат да создаваат силни лозинки и дека никако не е препорачливо да ги искористат лозинките од час за некој од своите кориснички профили. Се надевам дека од ова видео научивте неколку различни методи кои што ќе може да ги имплементирате во вашето онлайн училиште, ќе може да ги искористите на час и лесно ќе може да разговарате со вашите ученици на темата за безбедност на интернет. Ви благодарам за вниманието.